Почитувани представници на медиумите. Политичкото цунами во Македонија, предизвикано од ВМРО ДПМН и Никола Груевски, продолжува да коси се пред себе. Власта, изгубена во сопствениот лавиринт, секојдневно влегува од грешка во грешка, на штета на својата држава и на своите граѓани. Катастрофалните потези на владата прогресираат до тој степен, што веќе тешко може да се следат. Таман граѓаните се соочуваат со еден проблем, а веќе им се заканува друг. Дебеја Груевски и неговите поданици, најголемите душмани на граѓаните, тоа немаше да им го сторат. Лудилото, раскримувањето на земјава и поигрувањето со судбината на граѓаните мора подитно да запре, затоа што на секое поле Македонија го допира дното. Малку и беше на власта што успеа од Македонија да направи европски рекордер во сиромаштијата, па како да сака да ја докусури и онека бедната социјална слика за нашава земја. Се помасовното укинување на социјалната помош на најсиромашните граѓани во државата е само уште еден доказ дека оваа расипничка политичка гарнитура не бира средства како да го исцеди последниот денар од граѓаните за реализација на своите мегаломански и налудичави проекти од типот Скопје 2014 кои се буре без дно. Нашите сознанија велат дека само во Струмица се изготвени или веќе издадени повеќе од 600 решенија за укинување на правото за добивање социјална помош, а таа бројка на ниво на Македонија најверојатно е над 11.000. Замислете, 11.000 семејства или од 40.000 до 50.000 граѓани. Владата на Груевски ги остава без корка леп. Без око да им трепне и без да размисли за судбината на тие луѓе, владата произведува социјална бомба кој се заканува на Република Македонија. Замислете, сега сите тие семејства треба да ја вратат на државата социјалната помош што ја добивале последните 12 месеци. Веројатно, секому му е јасно дека месечната социјална помош од 1800, 2000 или 2500 денари ги задоволува потребите на едно семејство само за леп. Им требали со левото уште нешто за јадење. Им требали некое парче облека, огрев за да има топол дом или да си ги платат сметките за струја и вода. Тоа очигледно власта не ги интересира. Тогаш е нормално луѓето да бараат спас, да дојдат до некој денар повеќе, за да ги задоволат барем минималните потреби за една живеачка. Сезонското аргатување, собирањето пластични шишиња или старо железо и слични работи се само обид за преживување. Но за Груевски и фамилијата тоа се причините да се укине социјалната помош, без предупредување или укажување за да се пријават тие Бог знае какви приходи. Срамота. Навистина срамота. Но тоа не е се. Примерите на граѓаните кои од социјалната програма на општина Струмица примиле 2000 или 3000 денари за лекување дете, купување кубик дрва или за слични насушни потреби, па поради тоа да им се укине социјалната помош, тоа е еднакво на нечовечност. Ваквото однесување на власта кон сопстените граѓани е флагрантно рушење на сите можни кодекси, декларации и повелби за човекови права, со кои социјалната заштита на граѓаните е една од нивните основни права. Ги повикуваме луѓето од владата и Министерството за труд и социјална политика да ја преиспитаат својата небулозна одлука и подитно да ги повлечат решенијата за укинување на социјалната помош. Господине Груевски, до таму ли ја дотеравте работата, па посегнувате и по најсиромашните? Многу ли сте сега задоволни? Чиста ли ви е совеста? Исполнета ли ви е душата? Спиете ли мирно и спокојно? За вашите споменици направивте од луѓето живи споменици на вашето владење. Аман веќе, доста ја преполовувавте Македонија и незините граѓани.